Најмалку до март минималната плата ќе остане на сегашното ниво, односно 23.500 денари, потврди министерот за економија Бесар Дурмиши. Ако треба да се покачи минималната плата надвор од месецот март, значи треба да се менува законот за покачување на минималната плата. Треба да се менува законот за законот за методологија каде што се пресметува покачувањето на минималната плата. Има две методи. Првата метода е 50% растот од животниот стандард на граѓаните претходната година и 50% од просечната исплатена нето плата од претходната година. Значи треба ова методологија или овој закон да се менува, па после ние да ја покачиме минималната плата. Ова за синдикатот не е добра насока за подобрување на работничкиот стандард и тој реагира. Ние секогаш реагираме на невакви изјави кои што можеби од страна на министерот се дадени во еден момент кога тачно по онаа методологија која што требаше да се прави, обично е усогласување во март месец. Но ние секогаш правиме анекс договори на економско-социјалниот совет за да видиме во каква состојба се финансиските состојби на граѓаните и стандардот на граѓаните. Така да мислам дека за негде околу 2 недели исто даде изјава министерот Дурмиши дека ќе се формира економско-социјален совет, така да и премиерот го најави сето тоа и таму веќе ќе се разгледуваат сите можни опции како да се подобри стандардот на граѓаните. Дурмиши сепак вратата на надежта ја остава подотворена. Во четврток, значи денеска после пресконференцијата имаме владина седница каде што ќе ја предлагам една точка на дневен ред да се пишува спогодбата на економски социјален совет од страна на владата, синдикатите и од страна на работодавачите. Сите заедно во четврток, значи ќе биде подпишана таа спогодба и сите нивни барања, нивни прашања, нивни предлози што они ги имаат, критики и да имат, значи ќе се отварат на маса, ќе се дискутираат, заедно ќе ги дискутираме, транспарентно ќе носиме одлуки. Македонија, заедно со Босна и Херцеговина, има најниска просечна плата на Балканот и тоа според синдикатот е голем хендикеп за животниот стандард. Од друга страна, бизнис секторот смета дека зголемувањето на минималецот е ризично. Па јас би рекол по-прецизно не е оправдано, не само ризично, затоа што таквото паушално и политичко покачување на минималната плата, далеку од критериумите за раст, ќе предизвика штети во целото стопанство. А зошто е тоа, мислам, неоправдано? Затоа што ако ги споредите минималната плата во однос на просечната плата во државава, значи без разлика дали нето или бруто плата, со платите за кои синдикатот не споредува Црна Гора или Србија, ќе видиме дека кај нас нивото на минималната плата е највисоко во однос на просечна плата, а ако го споредиме во однос на бруто домашно производство жител или во држава кај нас е далеку минималната плата поголем. Што значи, ваквото неоправдано покачување ќе доведе до штети во вид на демотивација на добрите работници, збивање на поголем број работници со различни струки и знаења во една искош и на крајот на кришта може да доведе и до намалување на бројот на работници кои не ги остваруваат овие плати.